Здраво друштво, здраво драги бикови. Значи ова ќе биде видео за вас, да видиме која енергија ќе не следи во текот на месец март. Значи, ова што ќе го зборуваме ќе се однесува за периодот на месец март. Пред да започнеме, сакам да ви споменам дека добро ќе биде, нормално, ако сакате да ги следите видеава, да се претплатите на каналов, односно да стигнете на копчето subscribe, а потоа на звончето и ќе добивате на тој начин известување, навремено ќе си ги добивате како ќе излегуваат видеата и не би испуштиле ништо. И па сега, од кога кажавме тоа што треба, да видиме што ни испраќа универзумот како порака. За вас има една многу јасна порака. Додека дојдеме до пораката, прво да започнеме што се случува. Вие сте започнале некоја работа. Вие сте се обврзале на нешто. Ова зборуваме, значи веќе се случило, да, точно, постои можност дека веќе ќе се случува периодов, па резултатите ќе ги видите подоцна. Можно е за некој од вас веќе да се случува. И значи вие во сето ова кое ви се случува, во кое сте се обврзале, во кое сте одлучиле да направите нешто, зашто вие знаете, можеби сте се обврзале во домот да направите нешто големо, можеби сте се обврзале на професионален план, да тргнете кон нешто со цел да постигнете некаков успех. И вие во текот на сето тоа сте ги презеле сите мерки, сите чекори. Вие успешна стратегија сте имале во сето тоа. И сте биле навистина, сте покажале навистина голема способност и успех во ова. Внимателно сте работеле на секој чекор, значи ништо сте се обиделе да не испуштите ништо. И сега веќе дојде момент кога треба да ги видите резултатите. Сега веќе треба да направите ретроспектива на се она од почеток, како започна, како се одвиваше и до што дојдовте. И тоа е она важното што вие сега треба да го знаете. Вие бикови нема воопшто да бидете задоволни од резултатите. Тоа е апсолутно нерационално од ваша страна. Меѓутоа, еве се случува, ќе видиме еве и зошто се случува, но вие воопшто нема да бидете среќни од резултатот. Вие мислите дека не дека ќе чувствувате некој неуспех, некој страшно голем, но чувствувате некое разочарување. Вие чувствувате нецелосност во сето ова. Во текот на работа, како се одвиваше нешто, во некој момент вие сте испуштиле нешто и толку се фокусирате на тоа, толку сте обземени од тоа што сте го испуштиле, што не сакате сега да уживате во победава, во резултатот. Значи, вие точно толку нерационално сега се однесувате, што е зачудувачки. Воопшто не гледате што постигнавте. Вие постигнавте големи нешта, вие донесовте многу голема работа, но никако не сакате да уживате. Чувствувате незадоволство. Едноставно не сте задоволни. Дори мислите дека па и ништо од ова веќе што го доживеавте, што го имате не е важно. Вие сте незадоволни од резултатот. Сето ова го правевте за некого и за нешто, како што спомена, и значи и другите се вклучени во тоа. И па другите
додека се случува ова, те беа присутни, го гледаа вашиот напор, вашето потрошено време, труд и внимание и вам ве гледаа како некој многу успешен човек, многу мокен, многу способен. Тие во вас го гледаат она што вие не сакате да го видите. Тие ја гледаат вистината, тие знаат колку сте способни, тие знаат колку сте успешни во светот. Тие го гледаат успехот, тој е огромен. Меѓутоа исто така гледаат колку вие сега се однесувате незадоволно. Тие гледаат колку вие не сакате да уживате во успехот. Гледаат и тоа не ги прави среќни. Гледајќи како вие не сакате сега да уживате во него. Меѓутоа, ќе се обидат да ве отргнат од таа состојба и ќе се обидат да ви објаснат како стојат реално работите, зашто вие едноставно не ја гледате сликава цела, како што кажавме, вие сте во некоја магла. Не знам зашто постојано во сето ова се провлекува една идеја дека другите луѓе се далеку од вас. Може би физички се далеку, може би ментално, може би ништо ги спречува да бидат близко до вас, за да ви покажат тие што вие сега постигнавте, да ви зборуваат околу тоа, да ви убедат да не мислите на неуспех, на незадоволство. Моментално се далеку, меѓутоа ќе најдат начин како да ви покажат кои всушност сте вие, што всушност вие направивте, колку сте големи. Ќе најдат начин, дали преку пораки, дали телефонски, некако ќе ви испратат и ќе ви дадат до знаење, ќе ви покажат кои сте вие. Ќе ви ја покажат целата слика и вие многу убаво ќе видите кои сте. Вие сте во нивните очи, вие сте звезда. Во очите на сите, на повеќето, вие сте звезда. Вие сте успешни, способни, моќни. Меѓутоа, значи ова е како ве гледаат другите, кои сте вие. Еве вие како се гледате себе си. Вие се гледате незадоволни, неуспешни, неисполнети. Вие, можно е да се работи за 3 нешта за кои чувствувате незадоволство низ целиот овој процес. 3 работи, 3 нешта кои ви се испуштиле од раце, со кои не сте задоволни. И никако не го гледате целиот овој успех кој ви е пред очите. Не сакате да го видите. Цело време сте фокусирани на ова. И како што ви кажав, другите ќе најдат начин, ќе бидат поддршка и ќе ви покажат кои сте вие. Ова сте вие. И таротот во ова време, во овој момент, бара начин да ви покаже кои сте вие. Никако да не влегувате во оваа состојба на незадоволство. Во никој случај да не влегувате, затоа што работите стојат многу убаво, многу добро стојат, многу поголемо од она што вие ги замислувате. Вие сте исполниле многу желби и на другите и на себе си. Затоа немојте никако да си дозволите да дојдете во ситуација на незадоволство. Значи, околу вас тоа. Внимавајте на мислите, внимавајте на чувствата, немојте никако да се разочарувате. Работите се големи и прекрасни. Сега, околу оние бикови, се извинувам, кои се околу биковите, кои се во врска, брак, партнерство, околу тие кои имаат дом и семејство. Тука кај нив ќе дојде нешто што постоело во минатото и ќе ги направи среќни, многу среќни.
некои минати чувства, некои минати настани, нешто што сте го имали порано, која ви недостига, меѓутоа не е во вашиот живот, повторно се враќа и враќајќи се, ја носи со себе оваа енергија. Ова е прекрасна, значи ова е најубавата карта во таротот, најпозитивната. Ова е сонцето, ова е позитивност, ова е добра мисла, прекрасна енергија, среќа, значи апсолутно се, благосостојба. Ова е нешто што ќе го чувствувате во домот. Исто така ќе добиете вест околу некоја помош, некој ќе ви помогне, може да е некој од подалеку, некој надвор од границите ваши, границите може да бидат во домот, во градот, во државата. Доаѓа да ви помогне. И ќе бидете задоволни со оваа помош. Да, доста задоволни. Значи, очекувајте прекрасни мигови во домот. Тука се е совршено. Исто така, кај некој од вас може да се случи да се појави некој од минатото. Ова се однесува најмногу во љубовта. Значи, некој кој веќе и заборавивте дека постои, ќе се појави. Ќе се појави повторно во вашиот живот. И тоа ќе се појави доста гласно, доста бучно, доста ќе предизвика големо внимание кај вас. Нешто ви носи, некоја идеја, некоја цел, некој план. Носи со себе нешто. Убава ќе биде таа енергија. Може би почеток на нешто ново со некој од минатото. И тоа може да значи. Почеток на нешто страстно. Значи носи некаква страст со сето ова. Зависи за што се работи. Енергијата што ја влече нешто во со себе е енергија на страст. Значи, да видиме друго што има, што доаѓа кон вас од другите луѓе. Исто така, може би ова се однесува за тие што сте сингл. Има некоја личност во вашиот живот до која никако не можете да дојдете. Таа личност ставила зид. Или е емоционално недостапна, или физички недостапна. Таа личност поставила зидови околу себе. Не сака да дојдете до неа. И успешно ги држи овие зидови исправени. Во ниту еден момент не допушта да и се наруши мирот и самотијата. И потполно си е задоволна. Апсолутно задоволна со тоа. Може би пак, ако не е во љубовта, може некој во вашиот живот едноставно се бори со своите мисли. Се бори, има многу тешки мисли, многу тешки мисли. Добро ќе биде да погледнете малку и во животот на тие околу вас. Може би ќе можете да помогнете со нешто. Може би ќе помогнете, затоа што оваа личност навистина се бори со тешки мисли. Не може да излезе од циклусот, не може да излезе од канџите на ова. Врзана е за ова нешто големо што ја измачува. Може да помогнете. Значи ќе се јави некоја личност, кажавме, некоја личност и два пати се појавува два пати некој во знакот на
Овен, лав, стрелец, некој со овие карактеристики или некој на вистина овен, лав, стрелец ќе се појави во вашиот живот и ќе го наруши некако текот. Не значи дека ќе го наруши негативно, некаде ќе го наруши негативно, некаде ќе го наруши со својата енергија, она енергија силна, огнена, бучна. Значи, ќе имате некаква интеракција со ваква личност. Зашто и како? Не знаеме, да, сега ќе видиме увиднина што ќе ни донесе таротот, какви идеи. И сега, за крај, сакам само сите вие да си замислите некоја желба што на која сакате да го чуете одговорот. Јас ќе ви кажам само со да и не. Значи ќе ви одговорам само со да и не. Се надевам. Може да биде желба, може да биде прашање, нешто што би сакале да знаете. Јас ќе кажам да или не. Готвени сте, бикови? Ајде да видиме одговорот на вашето прашање, на вашата желба. Одговорот за жал е не. Ова што ви е во фантазиите, ова што го посакувате, може само да ви донесе болка. Значи, одговорот е не овој пат. И па, драги мои, од прилика тоа ќе биде тоа. Ние ќе се продолжиме понатаму со неделните пораки, предвидувања, идеи, планови, насоки. Ова е генерално за месецот воопшто. И се надевам чувте она што требаше да го чуете. Се надевам некако ќе ви помогне. И она што најмногу сакам е да останете со добри мисли, во добро здравје, до следното слушање. Чао, чао!